Почитувани гледачи, време е за поведри теми, а тоа секако го имаме во Нова Бис и го трошиме четвртиот ден од месец јули, а ние и овој пат ќе се потрудиме да бидеме ваши пријатели во следните 15 на минути. И јас сум Здравкица Милич, добро дојдовте. Ова издание на Нова Бис го отвараме со мојата соговорничка во студија која од прва рака ќе ни ги соопшти деталите за седмиот поред фестивал, кој оваа година ќе биде лоциран во Дојран. Катерина Цветковска, Евго, добре дојде во телевизија Нова. Кате, драго ми е што си овде да ги слушнеме од прва рака, како што кажав, деталите за ова издание на The Festival. Имаме уште 10 на дена, но имаме доста новости кои што треба да ги презентираме на пошироката јавност. Да, уште точно 10 дена до седмиот The Festival, кој што годинава ќе се одржи од 14 до 16 јули. Уште многу новости, бидејќи огромен дел од програмата е веќе објавен, меѓутоа оние за мене и најзабавните содржини кои што се одржуваат преку ден во фестивалскиот камп допрва ќе бидат соопштени до детали и подробности. Ќе ги откриеме ли деталите што ќе се случува таму на овие 3 сцени во Дојран? 5 сцени. Аха, 5, добро. Фестивалот годинава го има своето 7 издание, се одржува со програма на 5 музички бини, од она што подразбира музичка програма. Ако тука не ги рачунаме фестивалските зони како плоштарт или активниот сајм, кемпграунд, кој што исто така се полни со своји содржини и со програма, меѓутоа тоа го викаме дополнителна програма на страна од музичката, а е, верувајте, подеднакво интензивна и обемна како и овој дел. Верувам, колку луѓе работат на овој фестивал? Во Password Production, тимот кој што е преку цела година посветен на The Festival број околу 10 луѓе, меѓутоа вака како што се наближува реализацијата на настанот, бројката расте многу повеќе. Да, бидејќи тука се огромни сегменти во реализацијата и продукцијата на фестивалот кои што се опфатени и неизбежни, од обезбедувањето до продукцијата, до стејдж менаџерите, па се понатаму тоа е сепак има и многу артисти кои што така. Не бројќи ги артистите, тие ги рачунаме како гости. Аха, така, значи не се домаќини, не ги рачунаме во тимот на. Кои артисти, кои звучни имиња оваа година ќе бидат дел од овој фестивал? Фестивалот веќе објави повеќе од 50 музички артисти кои што ќе настапат за време на овие 3 дена во Дојран. Од оние кои што ќе настапат на главната бина се издвојуваат како предводници на програмата за 3 дена. Ги вклучуваме Архангел, Кирил Ѓајковски од Македонија, String Forces, Джаканакот, меѓутоа тука не се и гостите од светската сцена, Rudimental доаѓаат од Велика Британија, и Рони Сайс, Куп Оскар оркестра од Шведска, Sinister, хеви метал бендот Sinister годинава настапува исто така во кампот, што значи дека со овој бенд всушност најавуваме една малку поинтензивна програма која што ќе се одвива на Mosquito Stage во кампот, а може да парира рамо до рамо со она што ќе се случува на главната бина. Интересно звучи, морам да признам, и одлични имиња. Како се борите со сите овие имиња овие 7 години? Со имињата не се бориме. Драго ни е, со сите имаме многу убава соработка. Се бориме со можноста што повеќе од нив да ги донесеме. Колку тие слушнале за Македонија, колку слушнале знаат. Драго им е секогаш кога треба да настапат на секој артист, кога треба да настапи пред публика пред која претходно не настапиле. И од тој аспект немаме таков проблем. Од друга страна, Password Production зад себе има едно многу богато CV кое што секогаш докаже дека она што ќе го организираме како настан за нив е нели потврда дека се ќе биде изведено и по нивните стандарди и по светските стандарди. Како што напоменав секогаш од оние што веќе нели биле на The Festival, бидејќи 7 години поред веќе доаѓаат светски имиња во Дојран со овој фестивал. Секогаш се среќни кога доаѓаат пред нова публика, особено на место каде што никогаш не настапувале. Борбата е што повеќе од нив во поголем број да ги донесеме тука и секако борбата е упорност не само овие 7 години, туку и понатаму да истра и да се држи од засегата од рака, да, и публиката што најважно е задоволна од овој фестивал и затоа трае и прерасна во една ваква традиција. Кои се новитетите оваа година? Оваа година фестивалот влегува во една исто така интензивна музичка програма, како што споменав, со 5 фестивалски бини, значи ги задржуваме оние две нови бини од минатата година, Lake Awake Stage и Church Stage со своја програма. Новитет е дека годинава го прошируваме и капацитетот на фестивалскиот камп, бидејќи со рекордна предпродажба, значи само до вчера вечер, значи до 11 дена пред одржување на фестивалот, ние веќе го пополнивме првичниот предвиден капацитет на фестивалскиот камп, што значи дека одиме кон, јас би рекла, едно рекордно издание на The Festival, како единствен фестивал. Предпоставувам дека тоа значи
воопшто фестивалски рекорд кај нас кога стануваат кога се ваквите настани. Одлично, има ли капацитет за цела таа публика? Ние го пополнуваме буквално цел капацитет не на фестивалот, туку и на градот Дојран. Зборам за пред се за сместувачкиот капацитет, бидејќи огромен капацитетот на главната бина е супер. Значи тука имаме простор да пречекаме, ја би рекла и до 20.000 луѓе. Меѓутоа дневно. Меѓутоа проблем во овој дел е капацитетот за сместувачкиот капацитет. Проблем, повеќе предизвик. Мене ми е драго да го пополниме фестивалскиот камп и драго ми е што оваа година еве го прошируваме до неговиот максимум. Тоа значи дека како и секоја година претходно се пополнуваат и останатите сместувачки капацитети, приватните сместувачки капацитети во Дојран, бидејќи не сите посетители престојуваат во кампот. Меѓутоа, како единствен фестивал кој што во вистинско значење на зборот фестивал со камп, со 3 дена живот со таа програма и со тие луѓе во Дојран. Драго ми е дека се повеќе и повеќе публиката заживува и го прифаќа, така и го прифаќа тој предизвик да престојува во кампот. Сега претпоставувам дека на тоа се должи токму и ова поинаков е шмекот кога се во камп, апсолутно. На тоа се должи еве овој рекорд оваа година дека одиме со максимален капацитет на фестивалскиот камп. Така, дали може да направиме една кратка ретроспектива на останатите години или изминатите? Кога беше најпосетен? Кога беше публиката можеби најзадоволна, ако може така да се каже? Мене ми е драго дека настанот е секоја година се повеќе и повеќе посетен, со тоа што значи ова расте и созрева, тоа сакав да го напоменам бидејќи ова е 7-мо издание, меѓутоа во 2011 започна како еднодневно издание и од секогаш бил преполн во однос на она што тогаш било одредено како капацитет. Полека како што расте интересот кај публиката, така и ние одиме чекор напред во понудата на фестивалот. Мислам дека има уште многу да се исполнува во тој дел, значи има голем предизвик пред нас. Да стигнете до една цела недела. Така, на крајот на криштата следната година можеме и со 2 фестивалски кампа, затоа што Дојран како поднебје го нуди тоа, не може, значи може да најдеме и втора локација за фестивалски камп ако овој веќе го исполнува капацитетот. Драго ми е дека расте и би кажала само дека мене веројатно омилено ми е првото 3-дневно издание бидејќи го гледав тогаш работев во продукција во организацијата на настанот, меѓутоа кога се случуваше настанот не бев во Дојран, па кога го гледав не бев воопшто во Македонија, па кога го гледав од страна, не можам да ви објаснам кое убаво чувство е го доживуваш тогаш, го имаш тогаш кога го гледаш настанот од страна, а од друга страна и тага зошто не сум тука. Тоа ми е останато како издание. Така, ти спојуваш корисно и... Така, да, тоа беше изданието со Ману Чао и добро и Кирил Джајковски и многу други звезди. Вилкинсон настапуваше таа година. Меѓутоа, како прв исчекор да биде со 3-дневно издание, мислам дека мене некако најмногу ми значи тој момент. Од твое лично искуство, така. И сега, мора исто така да споменеме дека вие го работите и Green Beach Festival во Охрид, кој што се случува на крај на месецот. На крај на јули, да, 28 и 29 јули. После Дојран цел тим веќе се сели во Охрид. 28 и 29 јули на плажа Парк во Охрид. Локацијата е веќе добро позната за сите кои што наназад 8 години веќе го посетуваат овој настан. Одлична локација за еден таков настан, посветен исклучиво на квалитетната електронска музика. На 28 програмата ја предводи со свој настап Ричи Хотин, а на 29 јули Свен Бат. Станува збор за двајца великани од светската електронска сцена и без сомнеш еден од најголемите настани ова лето кога станува збор за овој тип на музика. Одлично, навистина брзо, за кратко време, но една и друга страна. Тоа е најпосетените туристички. Тоа е сезоната, да, значи нас јули годинава ни е исклучиво фестивалски. Одлично, убаво звучи. За крај да споменеме колку луѓето од страна во нашите граници се информирани за овој фестивал и колку го посетуваат. За Д фестивал. Д фестивал веќе има своји посетители од Грција и од Бугарија. Годинава веќе пројавува интереси на поголем број на посетители кои што доаѓаат од Србија, меѓутоа поради локацијата веројатно најблиску се токму гостите од соседството, да. Така. Јас ќе ви посакам успешен фестивал и се надам дека ќе биде едно одлично издание и Д фестивал и секако Green Beach фестивал во Охрид. Се гледаме никоја следна прилика и секако се импресии од ова 7-мо издание. Драго ми е, се надевам се гледаме во Дојран, па беше мило што воопшто не поканевте. Ти благодарам уште еднаш, водиме со кратка пауза и секако се враќаме со останатите теми во Нова Бис.